Во овие моменти кога се уште не ни е поминат шокот од незамисливата национална катастрофа која што ни се случи во Кочани, ние како пратеници и како собрание, и посебно пратениците од изборна единица 3, мора да поднесеме и морална одговорност. И поради тоа, денеска јас како пратеник од изборна единица 3 покренувам иницијатива за надзорна расправа во собранието околу катастрофата која што ни се случи во Кочани. Сега, ние таа надзорна расправа ја планираме во постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот, која што ја раководи Димитар Апасиев. А да не испадне дека инсистираме се да раководи левица, ние апсолутно сме отворени да биде и во било која друга комисија која што и одговара на власта и на остатокот на опозицијата. За таа цел се потребни минимум 15 подписи и ние денес ги даваме, значи, нашите 6. Отвараме простор и да има и анкетна комисија. Нели има постојана анкетна комисија во која што мислиме да се одржи расправата, но може да има и привремена анкетна. Во тој случај ќе се повикаме на член 76 став 3 од Уставот, со кој што се потребни 20 подписи и апсолутно, значи, на нас не е битно ние да го раководиме процесот, поентата е нешто да се почне и сега веднаш за да дојдеме до одговорите кои што ни се потребни. За жал, гледаме во медиумите дека ВМРО, ДПМН и СДСМ се препукуваат околу надзорна, околу анкетна, дали треба да има, дали не, дали само за Кочани, дали и за другите катастрофи кои што не задесија како Ласкарци, Беса Транси и посебно нели катастрофата со пожарот во модуларната болница во Тетово. Ние мислиме дека нема време за такви работи, доволно време одмаравме, ние мислиме дека треба да се делува што побрзо, затоа што мора да се види каде потврли органите, значи, на државната управа, зошто ни се случи ова што ни се случи и кои индивидуи се одговорни. Околу иницијативата на ДУИ, таа не ни е доставена. Јас колку што сваќам, тие ја поднеле во архива со недоволен број подписи и претпоставам дека и правилно председателот Гаши ми има отфрлено, значи со 16 подписи а потребни се 20. Значи прво би требале да видиме иницијативата, а од друга страна, за жал во медиумите тоа што го слушнав, премногу инклинира на давање на една етничка димензија на целата ситуација, што е апсолутно во овој момент и непотребно и недостоинствено, мора да кажам. Да се согласуваме, но не по етничка линија. Мислиме дека власта премногу става акцент на поранешните функционери, додека се обидува да ги штити сегашните функционери, значи никој не е повеќе одговорен за овој настан од власта, небитно што се 8-9 месеци на власт, значи ова се случи во нивна смена и да функционира системот, ова практично и немаше да ни случи. Не е доволно само сега, нели, да се растрчаме на сите страни постфестум, поентата е дека ова, ако беа клучните реформи направени во овие 8-9 месеци, ова што се случи немаше да се случи. А зошто да имаме проблем, не разбирам. Ние ги повикуваме сите партии, така да ова иницијатива ќе биде доставена денеска до сите останати партии. Очекуваме поддршка.